Колку навистина се знаат итните броеви на памет. Во итни случаи секунда може да значи разлика меѓу живот и смрт. Токму затоа познавањето на итните телефонски броеви е од пресудно значење за навремена реакција и спречување на несакани последици. Во услови кога несреќите и итните случаи се почести во денешницата, граѓаните на Штип се согласни дека овие броеви мора да се знаат на памет. Но колку навистина се подготвени кога ќе се соочат со опасност? Не. Тоа не. Не знам. Немам појма. Немам. Дома имам нешто. Имам дома нешто запишано, ама дека е ставено, кој те знае. И сите се надеваме на Господ, ќе помине, ама не е така. Треба да се знае, не? Он рекол ако си болно оди на лекар. Абе, луѓе сме, несовршени, паѓаме. Денеска е многу тешко времето. И опасно? Опасно од секоја страна е опасно. Знаеме 194. За други работи? 193. 192 полиција. Знаеме како не знаеме, да. Не. Па знам 194 брзата помош. Треба да се знаат. Не дај Боже. Да, не пратат. Ама мора да се знае. Па обавезно знаеме. 92, 93, 94 милиција, брза помош и пожарна. На крајот, познавањето на итните телефонски броеви не е само прашање на информативност, туку и на лична одговорност. Во критични моменти, брзата и навремена реакција може да спаси човечки живот. За таа цел повторно на социјалните мрежи се потсетува на најважните итни броеви. 194 за брза помош, 193 за противпожарна служба, 192 за полицијата, 196 за Автомотосојузот на Македонија помош на пат, како и 195 за Центарот за известување и тревожење. Дополнително веќе неколку години во употреба е и Европскиот единствен број за итни случаи 112, преку кој граѓаните со едно јавување може да добијат која било итна служба.